Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во првото издание за оваа работна седмица на контактната емисија Очи во очи. Легни го доле, нека лежи ѓубрето, шефот ми рече 8 години затвор не ти бегаат. Дополнителни пцовки, дојде моментот да се реванширам и така натаму. Легнете го на земја да се апси. Тоа се извадоци од обраќањето на членката на специјалното јавно обвинителство, јавната обвинителка Фатиме Фетаи, која што на денешната пресконференција, која започна во 11 часот, се одржа и на која што беше огласена втората акција на специјалното јавно обвинителство под името Тортура. Одиме со нејзината изјава, па се враќаме во студиото. Однапред, длабоко се извинувам заради фактот што во мојата презентација изворно ќе ги чуете зборовите кои биле користени за време на лишувањето од слобода. Значи се работи за вулгарности. Меѓутоа сметавме дека тоа е единствениот начин на јавноста да се изнесе поривот и мотивот од кој биле следени полициските службеници во текот на акцијата. Од прибраниот доказен материјал произлезе основано сомнение дека на 6.6.2011 година, понеделник, поточно еден ден по завршување на парламентарните избори, првоосомничениот како службено лице, директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, поради дискриминација по основ на поинаква политичка определба, ги навел останатите осомничени, полициските службеници во единицата Алфи да во вршење на службата при лишување од слобода на осомничено лице, оштетениот Љубе Бошковски, кај истиот предизвикаат душевно страдање. Првоосомничениот по разработен оперативен план во МВР за лишување од слобода на лицето Љубе Бошковски, поради сомнение дека врши кривично дело злоупотреба на средствата за финансирање на изборната кампања од член 165а од Кривичниот законник, а заради одмазда спрема оштетениот поради политичките пораки кои истиот му ги упатил на првоосомничениот во текот на изборната кампања, ги навел полициските службеници задолжени да го извршат лишувањето од слобода, да за време на лишувањето кај оштетениот предизвикаат такво душевно страдање. Моќта и на функцијата и воопшто општата представа за личноста на директорот на УБК произвела едно безпоговорно постапување на полициските службеници и сервилна покорност на неговите наредби, вклучително и на оние наредби како што е ова, со која што директно се напаѓа човековото достоинство. Така, истиот ден, во времето на лишување од слобода, од 14:30 до 16 часот на паркингот пред ресторан Воденица во Скопје, без да постои било каков отпор од страна на Љубе Бошковски, употребиле сила и закана. Испротивно на уредбата за употреба на средства на присилба и огнено оружје, ги пречекориле законските овластувања за употреба на средства на присилба. Притоа, второосомничениот, кој бил командант на единицата Алфи, со зборовите "Легнете го на земја да се апси, легни го доле", издал наредба за начинот на реализација на апсењето, пошто трето, четврто, пето, шесто и седмо осомничениот употребиле прекумерна физичка сила, насилно го легнале на земја, удирајќи го оштетениот Бошковски по нозете и држејќи го за рацете. Истите го малтретирале, застрашувале и навредувале со зборовите. Шефот ми рече 8 години затвор не ти бегаат. Нека лежи ѓубрето. Ајде сега нека лае против шефот. Пичка ти материна. Ти дојде моментот да се реванширам, да ти јавам жената и други вулгарни зборови и пцовки спрема неговата мајка, сопруга и деца. А во тој момент трето осомничениот му го ставили пиштолот на левиот образ, упатувајќи му ги зборовите "Бел ден да не видиш". И тоа е дел од обраќањето на обвинителката Фатиме Фетаи на денешната пресконференција на специјалното јавно обвинителство, каде што ја објавија втората акција под името Тортура,
каде што СЈО поведе истражна постапка за 7 лица поради постапување при лишување од слобода на Љубе Бошковски. Како првоосомничен во случајот се јавува поранешниот шеф на Управата за безбедност и контраразузнавање, а останатите осомничени се припадници на полициската единица Алфи. Моќта на функцијата и воопшто општата представа за личноста на директорот на УБК произвела полициските службеници да постапат без приговори со сервилна покорност кон неговите наредби со кои директно се напаѓа човековото достоинство. 0260 91 924 и 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да го давате вашето мислење по однос на денешната тема, која е напишана со извадоци од обреќањето на обвинителката Фетаи. Акција тортура, легни го доле, нека лежи ѓубрето, шефот ми рече, 8 години затвор не ти бегаат. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Прво едно големо браво за вас што во оригинал да пренесовте изјавата на специјалната јавна обвинителка. Ви благодарам. Големо благодарам на вас што така ја пренесовте. Така ви благодарам. Второ, едно големо браво за специјалното обвинителство на нивната храброст, одважност, смелост да ги презентира вакви наоди од нивната истрага, за да видат и оние најзаслепените со кого си имаме работа. Трето, ова е уште еден плюс повеќе за да се прифати препораката од Венецијанската комисија за објавување на сите прислушкувани разговори кои се од јавен интерес, не задирајќи во приватноста на луѓето. Ова го подкрепувам уште со една изјава, односно со она што го видов на седницата денеска на собранието, кога двете партии на власт, односно нивни представници, предлагаат измена на кривичниот закон со кој се одлагат рокови за обвинение и така натака. Так. И на крај Дали се се слушаме? очекува, јас очекувам да речеме, оние кои сметат дека се ова е дело на опозицијата, Прилепчанецот, Битолчанецот и Кавраков, да даде свој коментар на ова, ако имаат смелост. Добро. Ви благодарам. Ви благодарам и ја за слушате. јавувањето. Поздрав до вас. Добар ден, велам кому, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, ве слушам, повелете. Гледач од Скопје. Поздрав до вас, повелете. После сето ова, по ова што беше од специјалниот обвинителство, јас се гордеам што имаме Катица, а Катица да се гордее што има Ристевска и Фетаи. Лепотици, херои на Македонија. Јас се гордеам, ги слушав и да ви кажам наискрено, ми се чини дека ми се наполна душата што она што го слушнав од нив. Дека слушна македонска јавност, дека во Македонија постојат паметни луѓе кои што можат да ја водат државата и треба да му ја ставиме и да не ги обструираме, како што слушам пред малку на јавното обвинителство што е председателот Тојаневски, не знам кој е. На Советот мислите на јавни обвинители? На Советот немаме обвинители. Така, добро. Да ви кажам наискрено, не сакам да му го памтам името, ај да не зборам од кои причини. Добро. Ама ова што ни се случува сега, да издржи Катица Јанева, со ова обвинителство, со ова што ги има тие обвинители, да ги со материјалите што ги имат, да ги истра работија до крај, Македонија еднаш за секогаш да излези од ова лудило, од овај криминал. Добро. Ви благодарам за јавувањето, да. Пријатно. Поздрав до вас и посакувам убав ден. Може во продолжение пред да ги вклучиме следните гледачи да ги пуштиме и видео инсертите кои што беа објавени во периодот кога и се случуваше апсењето, односно лишувањето од слобода на Љубе Бошковски, така тоа се материјалите кои што ги гледате, ги повторуваме после неколку години, иако можеа да се најдат, се разбира, на интернет постојано. Паралелно на интернет може да се најдат и измонтирани материјали каде што заедно покрај видеото кое што го гледате во моментот, во заднина се слушаат и монтажи на видеото со
се разбира, некаде ликовите не беа зацкриени како што е на овој инсерт, така што може да се најдат такви снимки, но на интернет, како што споменав пред малку, може да се најдат и снимки кои се монтирани заедно со аудио снимките од така наречените опозицијски бомби, кои пак се поврзани со случајот на Љубе Бошковски, од каде што па повторно произлегува и денешната најавена акција на специјалното јавно обвинителство за да се разгледа и овој случај, бидејќи токму и за тоа беше формирано СЈО за истраги кои што би произлегле од незаконски прибавените аудио материјали кои ги објавуваше опозицијата во текот на минатата година. Обвинителката Фатиме Фетаи во своето обраќање конкретно за денешната акција Тортура рече вака: врз основа на прибраните докази произлезе основано сомнение дека сите инволвирани, освен се разбира и оштетениот, биле живо заинтересирани целокупната јавност да ја види бескрупулозноста на дел од полициските сили Алфи во изведување на апсење на политички противник на партијата на власт и која во тој период раководи со полицијата. Тоа во кривично-правниот речник се нарекува едноставно тортура. Таквото поведение е казниво по сите меѓународни стандарди, казниво и според кривичниот законник на Република Македонија директно со членот 142 од кривичниот законник и членот 3 од Европската конвенција за човековите права. Дополнително на ова јас ќе ви додадам што звели, односно како гласи членот 142 од кривичниот законник. Тој што во вршењето на службата, како и тој што наведено службено лице или врз основа на негова согласност ќе употреби сила, закана или друго недопуштено средство или недопуштен начин со намера да изнуди признание или некоја друга изјава од обвинетиот, сведокот, вештакот или друго лице, или ќе предизвика кај друг тешко телесно или душевно страдање за да го казни за кривично дело што го сторило или за што е осомничен тој или друго лице, или за да го заплаши, или да го присили на откажување од некое негово право, или ќе предизвика такво страдање поради каков бил облик на дискриминација, ќе се казни со затвор од 3 до 8 години. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете, се извинувам што почекавте, повелете. Нема проблем, легендо, како се огнен? Добро е, како сте вие? Добро, поздрав до 24. Благодарам. И свака и час. Поздрав и до вас. Хвала, свака и час на обвинителката Фатиме. Значи излезе со гордо срце пред македонскиот народ и да ја каже вистината што му правеле на еден невин човек како Љубе Бошковски, али шефот што кажува што и шефот, и исто да дај Господ Љубе Бошковски да му го направи, значи ако се смени власта, значи да му го направи исто како што му правеле него, сега Љубе Бошковски тоа да му го направи на шефот. Па да види шефо како ќе биде да не види Белден, како да му кара мајка, како што кажува Фатиме, да му еба мајката, да му еба децата, да му еба мола. Добро, ви благодарам за јавувањето. Вака сега, заборавив да споделам на почетокот. Без разлика на тоа што експлицитно беше пренесено, практично цитирано, како се обраќале единиците кон Љубе Бошковски при лишувањето од слобода, во оваа емисија и на медиуми, не само што законски сме обврзани, затоа и се цензурирани незините обраќања со титкање на вулгарните зборови, туку знаете дека нема да дозволам да се употребуваат какви и да се изрази, без разлика што тоа можеби мислите дека би требало да се даде за право да ви дозволам, затоа што јавна обвинителка така постапила. Тоа е едно, медиум е сосема друго, наша задача е ние да пренесеме култура која што ја гледаат и млади луѓе, особено во период на попладневни часови. Добар ден. Добар ден, огнен и среќен ден до сите гледачи на 24 телевизија и до вас вработените. Ви благодарам, поздрав и до вас. Случајот што го презере Катица Јанева за Љубе Бошковски, се знаеше дека е наместен случај. Љубе Бошковски беше наместен, бидејќи во кампањата кога ја формира партијата за парламентарните избори, премногу работи кажуваше за Никола Груевски, премногу го откриваше криминалот и се очекуваше една таква нехумана постапка. Сега е прашање, дали основниот суд ќе ја прифати оваа кривична пријава
и дали господинот Мијалков ќе заврши во затвор. Доколку заврши во затвор Мијалков, Мијалков е лицето на злото на оваа владеачка партија и сите работи одеа преку него и се уште ја по мое го викам Никола Груевски премиерот, бидејќи Емил Димитриев е во сенка, преку него да сите работи, преку нив одеа сите работи до сега. Дали јас доколку отиде во затвор не се сомневам или не мислам или целиот народ мисли дека ќе настане ќе го деморализираат партиското членство на протести и ќе настане дестабилизација во републикава, бидејќи знаеме кој е Мијалков, кој е Груевски и доколку против нив се направат осуди, а што не верувам дека судот ќе го прифати, иако се виновни, судот треба објективно да цени, бидејќи Љубе Бошковски бадијала беше, тоа му беше потребното да ќе се опари, да биде да се прикаже дека проневерил толкова сума пари. Јас не верувам дека судот сега ќе го осуди Мијалков, а доколку би го осудил, јас мислам дека уште еднаш ќе поновам, членството на ДПМН ќе се дигне на протести. Добро, ви благодарам за јавувањето. Поздрав до вас. Не мора да ни повторувате работи во оваа емисија, доволно ги разбирам и од прв пат. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Нема правда, нема мир. Поздрав до вас, повелете. Андреја од Велики брат. Огнен, како си? Добро, Андреја, како сте вие? Океј, Огнен е вака. За прв пат, после 10 години се осеќам сречна и радосна, што после околу диктатура од страна на ВМРО искочи една правда на Виделина, каде што таа тортура треба да одговарат 8 годишна казна, бидејќи на таков човек, патриот како брат Љубе, да му се направат такви тортури, такви заплашувања, такви страдања, што он тоа не го заслужил, затоа што он за нас беше во Хаг, не беше он за себе во Хаг, беше за Македонија во Хаг, и плюс тука го наместија во затвор. Единствен човек од власта, кога беше тогаш 2001 година, кога беше тие војни действија во Тетово, единствен човек храбар кој во тие акции кои се случуваат во Тетово, кој лично доаѓаше на војните места каде што се водеше рат, беше тој човек, патриотот Љубе Бошковски. И тоа е жалосно на таков човек да му се прават такви работи, да го местат, да помине толку време во затвор на правдина. Го молам секој македонски граѓанин ова да го свати дека доаѓаат моменти на вистината во Македонија, али од страна на специјалното јавно обвинителство. Свака част за Катица, за Фетаи и за Ристевска. Они се многу храбри обвинителки, ќе видат во историјата на Македонија и само напред нека терат, нека одат напред, сите нека ги апсат и премиерот кој беше претходен, екс-премиерот Груевски, тој мора да се апси, тој има кривични дела направено и значи, сите кои направиле кривични дела сакам да ги видам за решетки. Бидејќи тука стојат за решетки невини луѓе, а овие шетаат. Подхитно да се даде притвор и да им се одземат пасучите, овие ќе ни избегаат. Добро, Андреја. Ви благодарам за јавувањето. Поздрав до сите и многу сум радосна. Поздрав до вас. 24 вести, сите ве поздравувам. Благодарам, поздрав и до вас. Ви посакувам убав ден. Апсењето на Љубе Бошковски беше третата бомба што ја објави опозицијата и Социјалдемократскиот сојуз. Лидерот на партијата Зоран Заев на пресконференција тогаш презентираше снимени телефонски разговори што ги најави како разговори наводно на тогашниот шеф на УБК Сашо Мијалков, со уредникот на Сител телевизија Драган Павлович Латос и со сопственикот на Канал 5 телевизија Емил Стојменов, а се однесуваат на апсењето на Бошковски. Друг разговор каде се споменува апсењето на Бошковски е меѓу министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска, поранешната, наводно, и наводно на шефот на кабинетот на премиерот на Груевски Мартин Протогер, како и меѓу Јанкуловска и портпаролот поранешен на Министерството за внатрешни работи Иво Котевски. Во моментот повторно ги гледате снимките кои што се направени за време на лишувањето од слобода, за кое што лишување денеска специјалното јавно обвинителство покрена акција под името тортура, затоа што сметаат дека токму тоа и било извршено од прибавените докази кои што ги имаат, а кои произлегуваат од незаконски прибавените аудио материјали на опозицијата. Добар ден. Ало. Ве слушам, повелете. Добар ден. Добар ден, повелете. Со темата
внесовте солзи во македонскиот народ. Ви честитам и браво. Ало? Да, ве слушам, зборувајте, да, ви благодарам. Ви честитам и браво. Браво за 24. Благодарам. Госпоđa Фетај, нека ви е млекото мајчино што сте го сисале алал. Им покажавте на македонците како една албанка знае да застане за вистината и да го брани и да ја брани вистината. Катица има изврсни соработници, има голема поддршка од македонскиот народ. Срам за јавното обвинителство што се крие по она народна кога бродот тоне, само глувците излегуваат на површина. Ви честитам, продолжите вака. Вие сте синонимот на новата слободна телевизија во Македонија. Ви благодарам за упатените зборови. Одиме со следното јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Добар ден. Да, повелете. Од Тетово се јавувам. Поздрав до Тетово, повелете. Исто вашиот редовен слушател, Сатки. Така, поздрав до вас, повелете. Поздрав до вас, а посебно поздрав на екипава на Катица Јанева. Ова е едино што Македонија прв пат слуша од Канал 24, што директно оригиналот докажува догаѓаите цели што се дешава во ова наша сладка Македонија. Свака им час на сите три и на таа наша полошанка, посебно Фатиме, Господ на сите здрави да им даде и све најубаво. Ви благодарам за јавувањето, да. И само напред. Фала многу. Благодарам, поздрав до вас. Поздрав и вас. Поздрав до Тетово и убав ден. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ајде прво јас да кажам, значи ова денеска што се случи е новото раѓање на Република Македонија. Значи ново самостојување на Република Македонија. Голема благодарност, значи до вас како телевизија и да ќе речам ајде ќе нагласам и Телма, која единствено го пренесе ова од прва. Порталите ни владини по интернет ги читам, денеска почнаа да се објава одма Љубе Бошковски го продаде името, а па патриотите бугарски да ги прашаме кого го продадоа. Државата е продада буквално цела. Добро е што ми посочивте за ова, бидејќи никако не можев да ја фатам врската на името и Фатиме Фетаи што станало. Сега ми стана јасно после вашево коментирање. Фала за тоа. Значи, ова не ми беше јасно претходно додека читав. Значи, ова што се случи денеска, треба за рачиња, како што викаше екс-министерката, со мустаките ја ќе ја наречам, екс-министерката, за рачиње ќе се водат еден по еден сега во Моровците, сите во Идризово. А ние ќе чукаме аплауз и ќе ги имаме со стапчиња. Треба више, не стапој, значи, треба ќотек да падне ова држава више. Значи, ни еден не сме, треба народот да испане на улица. Доста е више ќутење и доста е више да чекаме друг да не реша државата. На улица, сите како што треба. И не контрпротести, што сака не има ова држава, више треба да се испане на улица. Ова не се трпи више. Народот е дојден лепза нема да јаде. Не е само отварање фирми, странски инвестиции. Ништо нема у државата. Значи, буквално ништо нема. Сите треба да испаднеме, сите заедничко. Како телевизија, алал нека вие, што го пренесуете ова што треба да го гледа граѓанот. Ви благодарам. Нека се засрама таму сите и компанија и господинот Латос, патриотот најголем со Стефче Акимовски заедно у државата. Значи, ако не си ова држава патриот и ако не го поддржиш ВМРО ДПМН, тогаш си шпион и работиш против државата. Благодарност огнем до тебе, те гледам. Братче, поздрав и да испаднеме еднаш да се освестиме дека треба сите улици да испаднеме. Ви благодарам, да. Ви благодарам за јавувањето, вам ви посакувам убав ден. Благодарам за упатените зборови на многу од гледачите, но како медиум кој што се занимава професионално со својата професија, ние имаме врска, кодекс и етика според кои се раководиме и за кои што настани во државата треба да известуваме од објективен аспект, а гледачите да си го донесат својот суд, така што нам тоа не е работа. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Да, ало. Ве слушам, повелете. Ало, добар ден. Добар ден, поздрав до вас, повелете. Да, може би ви доцне и гласот на телевизорот, но ворете, ние ве слушаме, зборувајте. Момент, ќе го затворам. Ете така, повелете. Значи, ова што се случува
е преседан. А господинот што го наредил това, треба веднаш да се уапси. Ни 24 часа не треба да биде на слобода. И не само тој, него и премиерот, екс-премиерот. Толку од мене, господин. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Имено од прибраниот доказен материјал произлезе основано сомнение дека на ден 6.6.2011 година, понеделник, поточно еден ден по завршување на парламентарните избори на кои најмногу пратенички места освои политичката партија ВМРО-ДПМН, првоосомничениот како службено лице директор на Управата за безбедност и контраразузнавање, поради дискриминација по основ на поинаква политичка определба, ги навел останатите осомничени полициските службеници во единицата Алфи, да во вршењето на службата при лишување од слобода на осомничено лице оштетениот Љубе Бошковски, кај истиот да предизвикаат душевно страдање, рече обвинителката Фетаи во своето обраќање. Добар ден. Добро, одиме со следната линија, веќе имаме некој сигурно. Ало? Да, добар ден. Од Битола се јавам. Поздрав до Битола, повелете. Среќа да добијам при кај тука. Старите викаат, колку собој сам да си грешиш, никој не може да ти греши. Како си дробиш, така ќе си сркаш. Раната е веќе расчепкана. Никој на никого лошо не сака. Ако некој на некого лошо му мисли, лошо ќе го најди. Веќе време е. Никој пат не мислев да се јавам и вакво нешто да кажам. Али невини луѓе да страдаат. А други да не среќата нивна да се гордеат и ршум да прат, дојде моментот и само така. Не верува многу во Катица Јанева. Ми делуваше во однос на оваа румунката како далеко, како земја до сонце разлика. Али луѓето не се онака како што изгледа на телевизија, делата ќе покажат. Само напред, бидејќи на сите ни требат. Јас не сум млад, сум фетов, али има млади зад мене кои треба да чека нешто поубаво. Од Битола, поздрав, се најубаво, само напред. Ви благодарам за јавувањето од Битола, поздрав и до вас од нас. Дали имаме некој друг на линија? Добар ден. Ало. Ве слушам, повелете, добар ден. Вака. Љубе Бошковски не е наместен пред колку години беше? Апсењето, лишување од слобода? Да. 2011, пред 5. Така. Тој е наместен и во 2001. Значи, од тогаш е местен. Него го искористија за поише работи, што може он малку претера и за тоа и лежеше затвор. Тој не беше и крив тогаш. Како пресен политичар, дојден од страна и како богат човек дури, се вложи себе и својата фамилија и таму го наместија уште во 2001. Па лежеше, па после го наместија поради некои избори. Знаеш, што и на тие избори беше исправен кога збореше за таа работа. Мада јас не го ценев во тоа време и едноставно не го ценев. Добро. И друга работа сега. Ова е ситуација што треба притвор за првоосомничениот. Без притвор не може ова дело да се решава. Зошто ли? Затоа што може со присила да се делува на сведоци, може со пари да се делува на сведоци. Чак што више, може и на самиот Љубе и неговата фамилија да се делува со пари или со заплашување. Добро. Затоа тој треба да биде во притвор. Отид го слушаме, ние уште тогаш знаевме дека е наместен, се знаеше ситуацијата дека е наместен. Добро. И денес законот, само да кажам, што го сакат да го донесат. За кривична постапка? За кривична постапка. Најдобро да сега им е спас само да донесат закон да бидат ослободени од сите кривични дела. Добро. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Второосомничениот кој бил командант на единицата Алфи со зборовите "Легнете го на земја да се апси, легни го доле", издал наредба за начинот на реализација на апсењето, пошто трето, четврто, петто, шесто и седмо осомничениот употребиле прекумерна физичка сила. Насилно го легнале на земја, удирајќи го оштетениот Бошковски по нозете и држејќи го за рацете.
Истите го малтретирале, застрашувале и навредувале со зборовите. Шефот ми рече, 8 години затвор не ти бегаат, нека лежи ѓубрето, ајде сега нека лае против шефот. Ти дојде моментот да се реванширам, и други вулгарни зборови и пцовки спрема неговата мајка, сопруга и деца. А во тие моменти третоосомничениот му го ставил и пиштолот на левиот образ, упатувајќи му ги зборовите "Бел ден да не видиш". Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до вас и до моето духовно чедо Љубе Бошковски. Поздрав и до вас од нас, повелете. Јас го знам, одавна го знаев, мислам како негов духовник. Меѓутоа, фала Богу, она се што е пред Бога, пред луѓето тајно, пред Бога све е јавно и може да излезе еднош на вистината. На вас и на вашата телевизија. Благодарение големо и браво на обвинителката Јанева и незината соработничка ФТИ, што ова го слушнат цела македонска и пошироко. Јас се прашам само на моето духовно чедо, молитвено сум покрај него и го поддржавам покрај молитве да издржи. Уште мало остана до негото мачење. Моето духовно чедо Љубе Бошковски мачени за наша православна земја, за наша Македонија. Меѓутоа се прашувам шефот негов и шефот негов шеф, кога сега доаѓаат веќе Великден, кога се приближуваат, како ќе појдат кај поглаваро на Македонската православна црква, како ќе земат благослов, дали се покајале некој за нивните греви, дали се покајале за нивните злодела што направи на нашата македонска држава, нашиот македонски народ, како ќе се чувствуваат оние што често пати се јавуваат кај вашата телевизија, кај други се кажуваат побожни верници христијани, цитираат од Библијата, како тие, кого поддржават и на кој начин, како ќе се помират со Великден, со доаѓањето на големиот празник. Дали се покајале, дали има грижа на совест да се покајат, дали има чувство да се покајат. Ова све што изречено, мисля, ова голем грех. Еднош поздрав до вас, до сите македонски слушатели и сите македонски. Големо браво за ФТИ и за соработничката. Ви благодариме за јавувањето. Поздрав до вас. Имаме веројатно време за уште едно јавување. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Поздрав до вас и за месијата, ви е супер. Благодарам, поздрав и до вас. Да ги поздравам затворениците во Идризово и од мене имат канта Вазелин гратис. Пријатно. Пријатно и до вас, и благодарам за јавувањето. Добро, некои гледачи си научиле како да си го кажат своето мислење, при тоа во завиени зборови, без тоа да потпаѓа под моите правила по однос на вулгарноста. Благодарам на сите гледачи за денешното вклучување. На крајот, заклучокот на обвинителката ФТИ вели вака: Јавното обвинителство за гонење на кривични дела, поврзани и кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, денеска донесе наредба за спроведување на истражна постапка против 7 лица, поради основано сомнение дека сториле кривично дело, мачење и друго сурово, нечовечко или понижувачко постапување и казнување од член 142 став 1 од Кривичниот законник. Против сите лица кои се во работен однос во Министерството за внатрешни работи до Основниот суд Скопје 1 ќе биде поднесен предлог за определување на мерка предпазливост, забрана за преземање определени работни активности кои се поврзани со кривичното дело. Ваквата мерка е предвидена со членот 146 став 1 точка 7 од Законот за кривичната постапка и сметаме дека во овој момент истата е неопходна како реакција на државата за дејствијата за кои постои основано сомнение дека ги извршиле осомничените. Пријатно.